Стартот на новата сезона во ракометната Суперлига е закажан за 6, односно 7 септември. А ако ја погледнеме картата како ќе изгледа новата сезона, на истокот само Радовиш има суперлигашки ракомет. Многу сезони наназад само Радовиш од истокот се надпреварува во Суперлигата. Останатите градови имаат клубови кои се далеку од можноста да влезат во ракометната елита на Македонија. Радовиш важи за стабилен суперлигаш кој повеќе од една деценија настапуваше во Суперлигата, испадна на младите тренери Александар Долдуров и Спасо Георгиев. Пред 2 сезони го врати експресно во елитата, соболдувајќи го Euroform Пелистер 2 во баражот, во сезона во која многумина не веруваат дека радовишани би можеле до експресен камбек, но младите тренери покажаа игра и стратегија и го вратија клубот во Суперлигата. Во минатото Штип имаше суперлигашки ракомет, кога Текстилец настапуваше во елитниот ракомет на Македонија, но веќе една деценија Штипски клуб е дел од првата лига и далеку од конкурентен, за да може да се врати во елитниот ракомет. Овче поле од Свети Николе е дел од првата лига, а пак во источен дел на Македонија нема многу ниту прволигашки екипи, односно екипи во сениорскиот ракомет, најчесто ракометни школи или клубови кои се надпреваруваат во молдинските категории. Во сезона 2025-2026 на Суперлигата ќе настапат 12 екипи. 4 доаѓаат од Скопје, тоа се Вардар, Пролет, Бутил и Алкалуид. Останатите екипи се од Охрид, Струга, 2 од Битула, Кавадарци, Куманово, Прилеп и Радовиш, како единствен град на истокот кој има суперлигашки ракомет. Во однос на првата лига каде се надпреварува 14 екипи, најголем дел се од Скопје, тоа се Мулти Есенс, Македонија Ѓорче Петров, Драчево, Шампион и Аеродром, тоа се 5 екипи. Една екипа доаѓа од Богданци, тоа е Младост, Јехона од Гостивар, Овче поле од Свети Николе, Партизан од Гевгелија, а Старион од Струмица, екипата на Кичево, Текстилец кој од Штип, Вардар од Неготино и Преспа Вардар од Ресен. Што значи дека и во првата лига екипи кои доаѓаат од истокот е само Текстилец од Штип, градови како Берово, Виница, Делчево, Кочени, Македонска, Каменица, Пехчево и Провиштип. Немаат екипи во сениорски ракомет, освен ракометни школи и клубови кои се надпреваруваат само во младенски категории. Најчест проблем се финансиите за да се изгради тим кој би бил конкурентен да го обезбеди влезот во Суперлигата, а самиот влез значи дека ќе треба стабилен и голем буџет со цел клубот да биде конкурентен да се надпреварува во Суперлигата, каде најголем дел од клубовите се приватни, многу ретко има клубови кои се под закрила на локалната самоуправа. Финансирањето само од локалната самоуправа е голем товар, зашто мора вклучување на приватниот сектор и негова поддршка или формирање на клуб кој би бил приватен и да се изнајде механизам за финансирање. Квалитетот и конкуренцијата во Суперлигата од година во година е се поголема, борбата за титула е голема, како и за излезот во Европа, а речиси најголем дел од клубовите располагаат со големи буџети како Вардар, Euroform Пелистер, Алкалуид и Охрид, а големи буџети имаат и останатите екипи кои се борат со овие 4 екипи за место во плейофот.